Емисија за хумор. И сатира. Драги слушатели, сакал некој да признае или не, но факт е дека живееме во најубавата држава на светот и пошироко, која во историјата ќе остане запаметена по своите неверојатни парадокси. Ако не ми верувате, еве, ќе ви набројам само неколку од нив. Името на оваа прекрасна држава постои за да се негира. Уставот постои за да се крши. Границите постојат за преку нив да се шверцува оружје, дрога и емигранти од Африка. Политичарите постојат за да не собираат, да можат потоа да не делат. Цариниците, инспекторите и судиите постојат за да ги корумпираме. Даноците постојат за да ги утајуваме. Обштествениот капитал постои за да можат некои да си го приватизираат. Работниците постојат за да ги прогласиме за технолошки вишок. А планините и долините постојат за да можат нашите политичари на секои избори на народот да му ветуваат планини и долини. Затоа не чудете се ако ова земја на чудата во многу блиска иднина ќе си го смени името во Чудодонија. Народе македонски, со какви дејси ти, доста беше, разбуди се, свести се, не спи ти. Што правиш бе, Тошо? Кој? Јас? Ништо. Како ништо?
Така, решив да си ја отпеам песната. Каде сте, македончиња? Каде сте, кај отидовте? Се разбега! Низ цел свет, Тошо! Бе, кажи што ти е, бе, што? Не слушаш радио? Слушам, само кога има музика. Ле. Добро, не гледаш телевизија? Гледам, само кога има филм. Ле. Добро, не читаш вестници? Читам само некролози. Ле. А може ти си била за никаде? Зошто? Како зошто, мори? Не гледаш што се случува кај нас? Не, бре, што? Ле, готово! Што, бе, што готово? Крај! Аман, бре, каков крај? Ле. На знамето ќе му го плачат мамето. Кој? Сите! Сите? Да! Уште малку овде ќе се веат повеќе знамиња отколку во ЕУ. Па што? Ле, како па што мори? Од сите знамиња ќе го нема само македонското! Па нормално. Абе, што зборуваш ти? Како нормално? Така, на народ кој само за 20 години неколку пати си го менуваше знамето, не му треба знаме. Шити се! А што му треба? Му треба само стапот.
бе! Како си? А што ми правиш, а? Кој ти прави, моли Петкано? Јас тебе Бог да чува. Значи, ти не сакаш мене да ми правиш ништо, така? Кој јас? Грешиш, Петкано. А грешам? Да, многу грешиш. Тоа што сакам да ти го правам јас тебе, го нема ни во Кама Сутра. Види. Леле, абе, не знаев дека си толку перверзен, бе, Ричка. Зошто ма перверзен? Па, ти ме прача што ми правиш, Беричка. Така или не е така? Да, ама јас мислев, што ми правиш во смисла како си, како ми живееш. Да, тоа. Па, извини, погрешно сум се разбрал. Нема проблем, нема. Ке се правам дека ништо не слушнав. Па, како ми живееш, а? Како транзицијски македонец. Како транзицијски македонец? А што ти значи тоа, бе, Ричка? Тоа значи одвај преживувам, Петкано. Не грижи се, не. Да не се грижам. Да, и ова ке помине. Стрпи се уште малку. Да. Веќе помина 25 години. Ми остана уште малку, не? Абре, не мислев јас на тебе. Туку на кризава. Но и што зборуваш ти, мори? Кризата кај нас трае, уште пред да го пронајдат зборот криза. А како сте дома, бе? Како на бојно поле. Зошто? Затоа што сите се нафрлаат на мене. Дај. А јас им ги превртувам празните джебови и ми велам, еве, земете колку што сакате. Се што е мое е и ваше. Леле. И тога сите почнуваат да фрлат по мене со што ќе најдат. А ти? Јас бегам гз преку глава. Како голем македонски јунак опеан во песните. Што? Ричка! Многу е смешно да те бркат твоите. Абе, за смешно? Ич не е смешно. Ама за да те утешам, ќе ти кажам дека има и бетер. Аман мори, што има бетер, бе? Јас да почнам да ги бркам нив, а? Не, бре, види го. Бетер е еден многу важен орган да ти поднесе оставка. Многу важен орган? Мислиш на владата? Бре, каква влада? Од кога владата кај настанала важен орган? Па на кој важен орган мислиш, мори Петкано? На срцето. На срцето? Да. Ке трпи и одеднаш ке му пукне филмот, па ке направи пуф и готово. Нема криза. Како, мори, нема криза? Па така. Заедно со тебе ке исчезнат и сите твои кризи, што како верни придружнички оделе со тебе. Одовде па се до пеколот. Леле. Во борба, македонски народе! Во борба за чкембе чорба и љуто макало. Во борба за чкембе чорба и изгор макало. Тубе! Абе, пубе за срамета се и двајцата. Чекаме полека, зошто бе да се засрамиме и двајцата? За да прашате, шкембари едни. Во борба за чкембе чорба. Чувај не, господе. Па, еве, прашуваме. Зошто бе да се срамиме и двајцата? Затоа што немате појма од ништо. Ние немаме појма од ништо. Што? Имате? Нормално. Ајде, прашај не нешто, па ќе видиш. Добро бе, ајде, кажете, каде според вас има најмногу антимакедонци?
Па се знае каде, бре. Истина? Каде, бе? Најмногу антимакедонци има во Грција. Прво, па Килово. Шо бе? Не е Грција? Не, да ми простиш. Па тогаш најмногу антимакедонци има во Албанија. Уште една утка. Леле, сакаш да кажеш дека најмногу антимакедонци има во Бугарија? Бугарија? Да. Бог да чува. Леле, како не ми текна порано, па најмногу антимакедонци има на Косово. Абре, какво? Косово? Боже, не ми се верува. Абе, најмногу антимакедонци има во Србија. Абе, не треси тук глупости тука. Каква Србија, какви бакрачи, бе? Па каде има најмногу антимакедонци, бе? Ајде, кажи ти. Најмногу антимакедонци од секогаш имало во Македонија. Мазохизам е кога си создаваш болка себеси. А македонски мазохизам е кога сами од себе си се уништуваш. Само предавствата си ги предаваме од колено на колено. Македонците се многу расеани луѓе по светот. Нормално е што сите почнаа да ни солат памет. Видоа дека немаме мозок. Повеќе од туѓени македонци има во Македонија отколку во туѓина. Македонско девојче, китка шалена, предвремена, пупена и попарена. Нема, леќе се роди поубаво девојче од Македонче. Нема, неќе се роди поубаво девојче од Македонче. Фајрон? Ама не ти да не си пијана, ли? За жал,
од сите овие што ги гледаш дупло. Само јас сум трезна. Ајде, избројте си ги чашите, платете и трк право дома, да ве нема. Абе, ја слушате ви ова Лукреција Борчлија или не ја слушате, а? За жал, ја слушам. Амари ти знаеш кој сум јас? За жал знам. Амари ти, знаеш ли ти што дал овој човек за оваа земја и за овој народ? А? Немам појма. А знаеш ли ти што дал овој за културата? Немам абер. Леле, и не ти е срам? Зошто? Види, уште прашува како зашто мори Мивко една хафанска мори. Па овој човек е шампион. Знам, овој човек е шампион во пиење. Сега смртно ме навреди. А бидејќи го навреди него, смртно не навреди и нас. Така ли беше? Не, така? Така е, ами како тоа што овој човек го дал за уметноста и за спортот, не го дал никој во Македонија. Дали ти е сега јасно тебе? Кога гледам на кое место во светот сме во сите спортови, се ми е јасно. Абе ти смеј се, ама го знаеш ова? Кој последен се смее? Ке го најдат насмеан. Не, туку најсладко се смее. Така е! Ами како? Знаеш ли ти, Мори, дај нам којна што направил овој за меѓународната позиција на Македонија? Леле, па значи ти си тој што го колнат сите македонци? Абе, ја слушай тоа брзо смрткава. Амари, знаеш ти што сум дал јас за среќата на сите македонци, македонки и мали македончиња? Па тие мене ми должат за се што имаат, Мори, еј! Држи. Што има, а? Молив и хартија. Молив и хартија? Зошто ми се мене молив и хартија, Мори? Да направиш список. Список? Каков список? Список на сите твои заслуги за овој народ и за оваа држава. Зошто? За да можеме да распишеме меѓународен заем. Меѓународен заем? За кого? За тебе. За мене? Да. Ке ти платиме за сите твои заслуги. А јас од денес не сакам во овој мој храм да ти ја видам ни сенката твоја пијана. Марш од тука. Ајде излегувај. Аман, Мори, ние? И вие. Зашто? За да му ги држите ордените. Слушав јас од предците приказните за светците. Народ се клања и се моли за се што кутри одговори. На небото одбраните, на земјата подбраните. Верници разни палат свеќа, за малку прошка, мир и среќа.
proroci, so poroci, Od bogovi sorogovi, narod se klanja i se moli, za sve što kutri odgovori. na nebo to odbranite, Na zemljata podbranite, utrite naši stari preci, mislele deka ima sveci. proroci, so poroci, Bogovi sorogovi, utrite naši stari preci, mislele deka ima sveci. Utrite naši stari preci, mislele deka ima sveci. Драги слушатели, бидејќи во ова наша Бајкедонија никој за ништо не одговара, ние решивме да ви поставиме едно деликатно прашање, а вие да одговарате. Еве го нашиот прв соговорник. Господјо, представете се. Натрпана. Убаво име. Македонска класика. Што сте по професија? Кој јас? Баба. Баба? Па каква ви е таа професија? Многу мачна, синко. Многу мачна. Жими тебе. Легнуваш со офлеле, стануваш со офлеле, одиш со офлеле, па дури јадеш со офлеле. А зошто ме застана, бре, синко? Сакам да ти поставам едно прашање. Какво прашање? Дали им веруваш на македонските политичари? Леле, ич не прашувај. Значи, им веруваш? Абе, ич не прашуваеме, ај со здравје. Благодарам, бабо Трпано. Одиме понатаму. Вие сте? Н. Извинете, вие сте малолетник? Не, јас сум малоумник. Малоумник? Да, човек без идентитет, тоест никој ништо. А дали им верувате на македонските политичари? Леле, колку им верувам, да знаеш. Леле, абе поарно да не ти кажувам. Благодарам. Ништо, Доволно е и ова, благодарам. Одиме понатаму. Вие, господине, Шо мене е? дали им верувате на македонските политичари? Како да не? Значи, безрезервно. Абе, како да не? Ај, со здравје. Со здравје и со добро. Простете. Аха, доцниш, пријателе. Помина прочка. Да. Ама јас не мислев буквално, нели? Не, па зошто тогаш ми рече простете? Затоа што ве запрев да ви поставам едно прашање. Какво прашање? Деликатно. Слушавамо, господине. Ако ме прашуваш дали некогаш сум го изневерила мажми, веднаш ке ти одговорам. Никогаш. Ама таман работа, господјо. Што, не веруваш? А кој? Јас? Бог да чува. Ова, сакам да кажам, никој нема право да ви се меша во вашиот приватен живот. Да? А какво ви е тогаш тоа прашање, деликатно прашање? Дали им верувате на македонските политичари? Леле, како си ме погодил сега? Зошто? Па македонските политичари се мој сон, бре! Вистина! Да!
Јас нив секоја вечер ги сонувам и сред сон се будам со врескање. Со врескање? А зошто? Зошто? Зато што секоја вечер сонувам хорор. Ода на глупоста. Вие се чудите што сме олку страдни, што сме си од живот и жедни и гладни. Вие се чудите што немаме пари, што почнаа кај нас да питаат стари. Вие се чудите што одиме боси, што рониме солзи и кубеме коси. Вие се чудите што сите се мразат, што место напред се вративме назад. Лицемери едни, на дното сме ние, зашто таму долу не влечевте вие. Excuse me, miss. Мене ми велиш мис? Oh, yes, miss, yes. Леле, абе, па лалда ти. Алалда ти е? Не мене, а лалда ти е, тебе. Why? Како ај, бе господине, па ти си видовит човек? Yes? Дажи ми мајка, бе. Од каде инаку би знал дека јас сум мис и тоа сум мис универзум? Miss Universum? Oh, my God! Епа, и за крстење работава, да ти кажам право. А кој беше ти? I am John. А кој Джон бе? Джон Вейн. Oh, no. I am John Smith, a mystery man, understand? Дојде си овде во некоја мисија. Yes. I сум дошол хю да ви донесам peace. А што да ни донесеш? Peace. I think мир. Мир. Yes, Ти си мир. мироносец. Yes. I in my team дојдовме хю во вашава beautiful country да ве браниме. Да не браните. Yes. Па извини, од кого да браните, бе, господине Джон? Od everybody, miss. Ние нема да дозволиме нашиот friends, Macedonian people, да настрада во something New Balkan War. Understand? Ма како не бе, мистер Џон? Yes. Па вие сте овде да ни помогнете во некоја нова балканска војна, така? Yes. Ние сакаме да ви донесеме мир. Леле, колку сте благородни. Yes. А каде ќе ни донесете мир? По земја? Oh, no. Ние од вашава country ќе направиме paradise. Парадајс. Ама бе, мистер Џон, па ние сме шампиони во производство на патлиџани или како што го викат вие, како го викате вие парадајс? Oh, no, miss, paradise не е томато. А не е патлиџан? No,
paradise is a raj. Ау, рај. Yes. А извини, мистер Џон, а може јас да ве замолам нешто? Стана. Circly what? Ве молам, еднаш за секогаш, да престанете да ни помагате. Дестен? Why? Зошто? Yes? Затоа што ако продолжите вака да ни помагате, сите до еден отидовме курбан. Ние дури и кризите почнавме да си ги увезуваме од странство. Без дозвола од меѓународниот фактор, ние веќе не смееме да си легнеме ни со брачните другари. Светските дипломати воопшто не се сомневаат во нас. Проблем е што ние почнавме да се сомневаме во светските дипломати. Цело време одиме кон пеколот, а тие ни викаат напред! Народе, кога ќе почнат сите да те спасуваат, знај дека ти нема спас. Трпуш, бе. Трпуш. Што му е неславето? Море, славата негова. Да помине некој, ќе си помисли дека во нашава фирма работат само лудаци. Сакаш да кажеш дека не знаеш зошто се клешти вака како нездрав? Немам појма. Леле. Оди веднаш прашај го пред да експлодирам. Добро, еве, веднаш, шефе, веднаш. Славе! Еј! Славе, бе! Славе! Абе, престани, идиоте! Зошто? Затоа што шефон ќе ни ја скине главата и на двајцата. Зошто се чепатиш така, бе, како да си избегал од бардовци? Абе, се смеам поради швеđаните. Поради швеđаните? Да, бе, завише сите им се воскитуваат затоа што предложиле 1 час од работното време да можат да го користат за секс.
доста, бре, идиоте. Ако не слушне, шефон, ќе не растури двајцата. Што рече? Кој, јас? Ништо, шефе, ништо. Славе има некои сексуални проблеми. Не, јас бе идиоте. Туку швеѓаните. Швеѓаните? Да, шефе, да. Замисли, шефе. Предложиле 1 час од работното време да го користат за секс. Па што има тука смешно, бе, Славе? Како што има, бе, шефе, сите светски медиуми пишуваат за тоа и ги фала швеѓаните со суперлативи. Па нормално. Абе, како нормално, бе, шефе? Ами каде сме ние тука, а? Сега ја оплеска Дибидус. Што зборуваш, бе, ти? Каква врска со тоа имаме ние? Каква врска, бе, шефе? Па во споредба со швеѓаните, ние сме светски шампиони. Абе ти ја разбираш нешто ова будалетинка? Не. Абе, како не, бре, луѓе, бе? Ние имаме најмалку по 10 часа секс секој ден. Абе, овој бил ептен сексуално загрозен. За какви 10 часа зборуваш, бе, сексуален манијако, а? Како за какви, бе, шефе? По 8 часа силување, сакам да кажам милување на работа, се враќаш дома како отепан, пушташ телевизор, да си ги смириш нервите и да се релаксираш, кога од екранот разни лидери со спуштени мидери почнуваат да ти удираат реденка. Ни отиде човеков. Па нормално, бе, трпуш. Како можам да останам нормален кога секој ден доживувам оргазам? Одумот се подизгубив кога видов што се прави. Одумот, бре, се штукна кога видов што се прави. Жено, прашај горе, кај да бегам. Кај да бегам, да се скријам. Прашај каде, јас да скокнам. А ја шизам на улица. Керка панкер, а јас ветер. Шизам, само шизам пред излози. Одумот се подизгубив кога видов што се прави. Одумот, бре, се штукна. Една плата, а 5 усти ненаситни. Ало? Да, повелете. Телевизија? А не, господине, грешка. Грешка? Па нормално. Што нормално? Па нормално е да е телевизија грешка. Ама не е телевизија, бре, господине.
Ами шо е, бе, господине? Радио? Радио? Да. Пардон, се извинувам. Нема проблем. Се случува. Ајде, пријатно. Абе, како пријатно, човеку? Чекајте ме малку, чекајте. Што е сега? Абе, сакам да ви кажам поради кого Македонија ја снајде оваа несреќа. Поради кого? Поради килавите. Поради килавите? Да. Немојте сега така, господине, па секој може да е килав. Еве, например, јас. Еднаш паднав јас од јаболкница и сега жена ми има килав маж, а децата килав татко. Погрешно ме разбравте, господине. Јас не мислев на тие што боледуваат од кила, туку на килавите. На кои килави? На килавите политичари, бе, господине. Добро. Многу е добро да имаш килави политичари. Значи, вие тврдите дека Македонија до ова дередже ја доведоа килавите политичари, така? Да се само тие ја доведоа и килавите суди. Вистина? Не сум знаел. И килавите обвинители. И тие? И килавите инспектори. Не. Море, и килавите полицајци. Леле. И килавите цариници. Боже, не ми се верува. И килавите новинари. Доста! Абе, сите викаат доста. Ама ова нашево нема крај. Како нема крај кога сите велат дека ни се ближел крајот? А знаете кој е најмногу виновен што не снајде ова историска несреќа? Кој? Килавиот народ. Килав народ? Покилав здравје. Абе да беше асолен. Секого што ќе се обидеше да му ја обесчести мајка Македонија, ќе го испратеше во мајчината. Да ти све. Играм! Ние против коњите кренавме глас кога тие почнаа да не јаваат нас. Драги наши коњи, кобили и млади перспективни ждребиња. Благодарам. Дозволете ми со сета моја одговорност и со моето историско коњско педигре да ви кажам дека чукна часот да застанеме сите на 4 за да ги одбраниме нашите ливади од сите други тревопасни насилници. Така е! Само ако сме единствени, нашето конјско племе ќе го преживе ова тешко време. Затоа јас предлагам да направиме еден консензус кој ќе ги штити нашите коњски интереси, кој со невиден галоп ќе не однесе во нашата поубава иднина. Да живее нашиот коњски лидер Коњослав! Благодарам. Еве, јас прв ќе го потпишам нашиот консензус. Да живее Коњадонија! Да живее
Доста не јаваше, кој ќе стигне? Доста, само ние го носевме товарот, а другите изигрува арапски коњи и одеа само на паради. Да живеат коњите од конјодонија! Чекај тебе, коњи! Што сакаш бе, ти? Како, што сакам? Коњите! Та коњите, тако... А што ќе прават другите, бре? Кој други, бе? Како кој? Во коња Донија, покрај коњите, живеат и магариња. Живеат и мулиња. Знаеме. Па што ќе прават тие, бе, коњи? Па ќе го прават тоа што го правеле секогаш. Да, а тоа е... Кажи му бе, Каско. Ке косат! А магарињата со својот напрчен став ќе трчат по нас да ни направат нови мулиња. Абре, вие таксиратли немате абер. Како тоа немаме абер? Па така, магарињата со својот, мислам, став не трчаат по коњите. Ами по кого трчаат, мори, кобилке, Па тврда коска? трчаат по нас, по кобилите. Жиби ова што го носам подопашкава. Ами добро бе, а зошто вие не бегате? Да бегаме, па не сме будали. Тоа задоволство што може да ни го пружи магаре, па не може да ни го пружи ниту еден конј. Амори, доста се кикотиш како некоја кобила. Хајде, дојди овде и подпиши се на нашиов конј сензус. Еј, да се подпишам на вашиот конј сензус. Па не сум глупава како Буриданово магаре. Зошто? Како зошто ме таксиратли? Па да ме биало ова за правење конј сензуси, сега немаше да бидете коњи. Ами што ќе бевме, мори, кобилке? Абе, ке бевте јавачи! Ало, господа, престанете да не јавате. Зарем не гледате дека сме пони? Тие што ве убедуваат дека со нив ќе бидете на конј, бидете сигурни дека ќе ве намагарчат. Кога мазгата се повикува на своето етничко потекло, знајте дека ве лаже. Нека
нека не ве убедува дека кон Европа ќе тргнеме во галоп. Зашто во галоп одат само коњите. Ако не си добро подкован, денес не те примаат ни за конј. Каде вака чопоративни во луѓе? На утакмица? Абе, каква утакмица, бе? Одиме на суд. Да, на суд. На суд? Да. Зошто? Како зошто? Не знам за други, бе, ама јас одам да му поднесам 2 кривични пријави на Митре. 2 кривични пријави на Митре? Зошто? Едната, затоа што ме погледна попреку, а другата затоа што не ми се извини што ме погледнал попреку. Боже! А ти бе, Спиро? Јас одам да му поднесам 3 кривични пријави на Темелко. Аман бе, зошто? Првата, затоа што секогаш кога ќе помине крај мене, ја врти главата. Втората, затоа што кивнува. И третата, затоа што намерно ми прднува. Што? Абе, слушај, тебе ова ти е смешно. Тоа говедо ја врти главата за да ми каже дека не може да ме гледа пред очи. Кива за да ми каже дека е алергичен на мене и ми прди. Затоа што јадел граф. Не бе, не. Како да не јадел граф? Прди, за да ми каже дека и јас вредам колку неговиот прдеш. Чувај не, Господе, леле. А ти бе трпуш? Јас ќе им поднесам 5 кривични пријави на татко ми и на мајка ми. На татко ти и на мајка ти? Зошто? Затоа што ме склепале и ме родиле во Македонија. Емисијата за хумор. И сатира. Заврши. Бидете живи и здрави, среќни и весели, и сакајте се, како што ние ве сакаме вас. I love you.